Почитувани гледачи, добро дојдовте во минутите предвидени за спорт и една интересна спортска тема која деновиве и тоа како го привлече вниманието кај нас во нашата држава. Македонија изминатиот викенд отпатува на Европското првенство во кикбокс во Братислава, Словачка, со тројца надпреварувачи, а се врати со 2 медали, златен и бронзен. Тука го со нас со мене во нашето студио го имаме европскиот шампион во кикбокс Димитар Ѓоргиев, како и селекторот на Македонската кикбокс федерација Дејан Митровски. Добре дојдовте. Добре те најдов. Димитар, најпрво да те прашам како се завите, бидејќи првата ваша реакција нели веднаш на социјалните мрежи беше со скршени зави, но исполнето срце. Да, па баш така, буквално. Скршени заби од тешки мечеви. Еден вид сакав и да кажам дека на тие турнири каде што одиме на тие европски првенства не одиме само да се прошетаме, имаме реални борби и нормално стварно е добро чувството да знаеш дека стоиш на пиедесталот над репрезентативци од руски репрезентативци, турски и така натаму. Така, со забите сега се е во ред. Се е во ред, уште да наместиме нови. Така. Кажи ми какви беа амбициите пред да заминеш? Очекуваше ли нели европска шампионска титула и покрај тоа што знаеме веќе трикратен светски шампион, се надевам амбициите беа исто така кон успех. Буквално кренав рацио таа европска титула, бидејќи цело време и со нашиот тим пробуваме да освоиме европска титула. Многу е тешко да се освои европска титула, од многу причини, како и една од нив е сите европски земји се доаѓаат со многу голем број на делегати, со многу големи тимови, соработуваат меѓу себе, за разлика од светско првенство доаѓаат држави од Африка, од Америка, каде што нивните делегати немаат никакви допирни точки со европските тимови. А ние како репрезентација настапуваме со тимот двајца делегати, кои што истите делегати ни помагаат и за време на борби, се посветени за нас и ни се доктори. Тројца репрезентативци и треба да конкурираме на тим од 70 репрезентативци. Значи, за тоа најдобро може да ни каже и Дејан, каде ја виде ти посебност или од што се разликуваше Димитар од останатите надпреварувачи на ова европско првенство? Па вака, победата на Димитар беше очекувана, поради тоа што работи дисциплинирано, редовни тренинзи има, режим на исхрана има посебен и кога дојде на првенството, уште со првата борба се види тоа дека он е дојден да победи. Не дојден да се истепа, да проба, он беше дојден да победи. И ова е резултат на неговата амбиција. Така, ако се погледне сите три борби, сите завршија со доминантност во сите три борби со по 3-0. Дали таа перфекција се должеше на сето ова што го кажува Дејан? Од претходно искуство, кога настапуваме на такви турнири, се случува во последен момент, не знам од кои причини, противникот да ти изравни на резултати, нормално на крај добива победа. Така, колку долго се подготвуваше за сето ова? За европското првенство конкретно... Кој период ти беше доволен или да се подготвиш најдобро? Најдобро е околу 3 месеци да имаш тренинзи, посебно за европското првенство. Иначе ние цела година имаме турнири, како тест турнири ги викаме меѓународни купови и државни првенства, каде што правиме борби, еден вид и контролни борби да си ја провериш формата, плюс и да бериш искуство. Кој ќе дојде моментот за овој турнир кој што го чекаме еднаш на 2 години се одржува европско првенство, нели да не оставиш на случајност. Да, кога сме ке противниците, дали лесни беа противниците или моабетот е сега доминацијата беше кај тебе и тоа што ти победи те направи, нели квалитетот твој говори за или сепак противниците не беа доволно конкурентни за борбите? На европско првенство или светско првенство нема лесен противник, многу тешко да ти се погоди противник кој што залутал таму. Нели, никој не фаќа врски да оде на кикбокс на европско првенство. Сега моите противници во полуфинале што се борев со Србинот, тој е светски првак во истата категорија. Следната година планирам да пробам да му земам таа титула. Имам еден пораз од него, со тоа што имав дупла трема кога видов на листата дека се борам во полуфинале со него, бидејќи и тој сака да стигне до злато, сака да освои златен медал. Русинот нели стандард, русите се секогаш најдобри, најсилни, најспремни. Имав среќа што бев повисок од него и тоа ми е предност. Првиот меч се уште ме фати еуфорија со турскиот репрезентативец. Видов дека можам да водам и го дадив максимумот.
Значи тука беше мотивацијата за да, Да, продолжиш. Дејан, кажи ми, покрај нели Димитар имавме уште двајца наши надпреварувачи, Македонија настапи со уште двајца, имаме исто така бронза која воопшто не е за подценување, Бобан Илиовски, како ќе ги искоментираш овие две борби? Да, Македонија настапи со уште тројца надпреварувачи, значи уште двајца. Филип Ризов, кој настапи во Киклейт, татами борби. Зашто првата борба ја изгуби и излезе од комбинација за да продолжи. И Бобан Илиевски, кој одличен борец, супер се бореше и изгуби на поени за 1 поен од мислам од Србија, така беше. Од Белорусија, да, од Белорусија изгуби. Но начинот на неговата борба е исто така и многу се разликува, тоест начинот на борба на Димитар од на Бобан. Пошто Бобан е малце по-фајтер тип и повеќе сака, ако му пружи сила противникот, он му возвраќа со сила. Кај Димитар е обратно, ако тој му пружи сила, Димитар избегнува, иде на страна, иде на поентирање повеќе, не се опушта у наметнетата борба од противникот. А Бобанчо сака се докажува. Така да ако ја поминеше таа борба, имаше шанса и тој за повисок медал. Ќе може да се искоригира сето тоа? Па работиме на тоа да се искоригира и мислам дека оваа година ќе го надмине тоа и ќе има подобар успех. Так. Зошто само тројца надпреварувачи? Може да прочитам или знаеме нели на европското настапија до останатите земји беа со огромен број на учесници, Македонија само тројца. Па да. Каде е проблемот? Пак проблем е Дали до немаме финансиите. доволно квалификации или сепак проблемот до се финансиите и можностите за да одиме да настапиме. Пошто кога имаме балкански првенства, на балкански првенства се повеќето овдека, нели, на Балканот. Да не речеме Босна, Србија, значи многу помалку кошта да отидеме тама. И одиме поголем број надпреварувачи. Последниот пат кога бевме у Босна на балканското донесовме 22 медала. Бевме исто на еден куп, исто така овдека на нашиве бивши ју, нели, подрача, донесовме околу 23 медала. Разлика еден медал беше со од балканското со купот. Значи имаме надпреварувачи да ги однесеме, што може да донесат победа, резултат за Македонија, ама во рамките на можностите и сепак соработки имаме со Агенција спорт и млади и Олимписки Тоа ми комитет. беше колку помага и државата. помагат колку што се можност. Може ли да го смени овој на пристап? Може да кон го големи смени, надпреварувачи? ама сепак има и други федерации, други спортови, ние се гледаме за нашиот, си го вреднуваме, други си го вреднуваат нивниот и треба да се направи некој рангирање, нели, на вреднување на резултатите и на спортовите за ова да се издвоиме малку. Ама сепак имаме. Од неодамна рековме веќе не е само кикбокс федерација на Македонија, сега и Маутај, така? Да, ги споивме, значи Маутај и кикбоксот ги споивме у кикбокс Маутај федерација на Македонија. Поради тоа што имавме земено учество оваа година мај во Канкун, во Мексико, каде што зема учество Хадис Рамадани, Димитар Георгиев и Бобан Илиовски. И од таму се вратиме со 2 медала. Димитар Георгиев освои бронзен медал, тогаш Камаца беше потфрлен со формата од обврски или од нели. Сите ние си имаме покрај спортот и други обврски. Сега се врати, еве овој резултат нека е вратен во форма. И другата година очекуваме да го повтори ова. И Бобан Илиовски што зема сребрен медал, имаше шанси за златен, еден поен исто нели одлучуваше, на крај му дадоа на противникот негов. И само ради тоа што бил поактивен во клинч. Пошто малку тај борбата се разликува од нашиве нели К1. Само е исти се, само што има плюс лакти и фрлање у Маутај. И сега кога се у клинч, нели ние нашите искуство у К1 како што такмичат нашите борци, ги тераме да одмарат, да не се рват, да не трошат сила. Додека у Маутај ги терат да се рват, да трошат сила, да барат начин, да изненадат некој начин на удар да пласираат и тоа го важат како активност и тоа ќе ги изгуби Бобан борбата. Дали сега со ова може да се надеваме на учесник на Олимпијадата или ќе подготвувате некој за олимписки успех? Па да, солно секој спортиста нели да учествува на Олимпијада. Маутај е веќе во програмата влезен во олимписки спорт. Кикбоксот со К1 треба да влезе у програма да размислат нели за да го стават. Тоа е уште напред да одлучат дека да еве ќе го ставиме, него треба време да помине и мислам дека ќе биде и ова, пошто се пратат тие два спорта. Димитар, за да останеш конкурентен и на ниво, нели, за да ги повториш своите успеси, колку треба да вложиш од себе? И што се треба да помине Димитар за да го повтори успехот и
нели на новите предизвици? Најбитно од се е сега, нели, после резултат да продолжи да тренираш. Доколку направам пауза од месец-два, ја губиш цела форма и повторно почињеш од почеток. Имаме сега некои турнири во Ниш и во Белград кои што се за крај на сезона, да кажам, кои што треба да настапиме исто под репрезентација. Еден вид како да ја завршиме годината со некоја борба и сметам дека за следната година истиот период има светско првенство, најмалку барем 5 меѓународни турнири морам да ги освојам за да докажам дека можам да настапам на тоа светско првенство. А каква е конкуренцијата на домашна сцена? Домашна сцена има добра конкуренција, но нели помалку искуство имат и сега имат стварно добри борци, има добри спортисти што тренират и што се во добра форма, измотивирани, но немаат толку многу искуство. Колку тоа фали за еден надпреварувач, нели? Па многу. За Многу својата бидејќи кондиција. на крај континуитетот победува. Доколку некој тренира 5 години, без разлика тој има искуство и преку 50 мечеви, има многу повеќе искуство од некој нов, кој што без разлика колку и да е спремен. На ринг е друго чувството. Така, Дејан, најдобро можеш да ни кажеш ти на оваа тема, бидејќи своевремено се надпреваруваше, да направиме една паралела од тоа време и сега. Позитивни и Прво да се негативни. надоврзам на одговорот на Диме, пошто Димитар има проблем за да одржава формата и тоа што на нашите државни првенства неговата категорија е нели специфична, пошто другите надпреварувачи, негова категорија што се, знаат дека ќе се паднат со него и дека ќе дојдат и ја избегнаваат таа дисциплина. Ако он излага у лоу кик, он излага у кајден. Ако он иде у кајден, излага у лоу кик, нели? И он не може квалитетен спаринг да направи и затоа тренинзите ги прави по нели по клубови кај што има таа килажа, се собираме во еден клуб, прават нели контролни борби, спаринзи, куповите што ни се у текот на годината, вие што се по Балканот, нели идеме таму на контролни борби, седеќе освојува злато значи од тие купови и тоа му е едно мерило до каде и дали одржава формата. Тогаш вие најдобро ги познавате сите надпреварувачи нели во кикбоксот. Како да направиме да има конкуренција, Димитар, на домашна сцена? Треба да работат повеќе. Сите спортисти треба да работат повеќе во своите матични клубови, со своите тренери, да го стигнат тоа што Димитар го стигнал, барем приближно, и да влезат во репрезентација и да имаме повеќе финансиски нели услови за да може да однесеме поголем број и тоа искуство надвор со нашето искуство на борби одека е многу различно. Споредбата од порано и сега, Да, сега е многу понапредно, многу поголеми резултати, многу поголеми услови и многу е попрочен сега кикбоксот ко спорт. Порано на почетоците не беше толку прочен, сите мислеа тоа е тепачко нешто, пошто се тепа демек со раце со нозе, така беше со тај жаргон нели изразувано тоа. Сега тоа многу координирано и многу е тешка дисциплина, кикбоксот, каеден, маутај, за разлика од сите други боречки вештини, ова е најкомплексна и најтешка дисциплина и тоа што многу голема подготвеност, спремност, присутност на нели ум, разум треба да биде на едно место, све да биде концентрирано. Баш тоа ми беше моабетот или во очите на спортската јавност, кикбоксерите нели им даваат некоја слика на тепачи како што кажа. Еве на прв поглед кога ќе го погледнам јас Димитар, не би рекол дека е кикбоксер, ниту а пак најмалку нели светски и европски шампион. Колку тоа влијае во рингот? Само да тоа Физичката говори, или лицето на само да тоа говори, не треба да бидете наказа, да бидете со мускули, мрко да гледате, да ударате кај стигнете за да бидете за да бидете шампион или пак нели да бидете некој добар спортиста во боречките спортови. Тоа е обрат начин. Тоа е губитник, тој дошол, таквите ликови доаѓаат во клубовите наши, има такви случаи полно, у сите спортови боречки. Доаѓа една нела да створи слика, лична карта дека он е кикбоксер, боксер, борач, не знам си што. И после таа нела вади членска книжка и со таа членска книжка он се покажува иде прави насилие и други работи. Правите спортисти тоа не го прават. Правите спортисти тоа го прават значи во салите која се во опрема и Димитар да го видите значи нели на самиот тренинг и вака тоа се две лични особи. Два лика. Ветувам ќе посетам тренинг како изгледа и ќе им го дадеме нели целиот продукт на јавноста. Што е следно, Димитар? Кон што се стреми сега? Кои се новите предизвици? Следно имаме нели уште два турнира како што кажав во Србија, во Ниш и во Белград. Потоа малку пауза и од февруар почињаме државни првенства, па потоа нели балканските првенства. Дака, светското кога е напад за светската? Обично се паѓа во ноември, на секои 2 години. Точно нели се уште не знам дата, но
тој е периодот, кој што е ние главна цел. Така. Дејан, вие нешто за крај да апелирате кон спортската јавност кај нас кога во прашање кикбоксот во Македонија? Па да делуваат сите секој на свој начин. Прво родителите дома, па основните училишта, средните, нели педагозите, они што веќе работат со спорт, да пленат младиве од улица, да ги повлечат, да ги донесат во сала на тренинг, без разлика на кој спорт. Ја си претензирам за кикбоксот. Ама секој спортиста, секој тренер, секој си има свој стил, своје мислење, секој не е битно. Битно да ги донесат во салите на спортските центри. И дале поединечен, дале кој е колективен спорт, да се трнат луѓето од улица, пошто и од телефониве, смартовите. Значи тоа ги уназадува луѓето. Нема един еден. Така, финансиски не би представувало проблем за ниту едно семејство, бидејќи кикбоксот не е во споредба со другите спортови, Па не вака е финансиски, скап спорт. општо за сите спортови, може да му набават на своето Од дете. опремата. Прво мобилен телефон од 1000 евра или 800 евра. Може да го облечат, нели, со скапа гардероба, а не може една членарина да му платат која е релативно колку е од 4 луѓе на пијачка у град. Толку е месечна членарина по сите клубови. Така, Димитар, твојот апел? Мојот апел сето овој разговор да го повторат и да го ислушат уште еднаш, да го пробат да го применат. Бидејќи тоа е тоа што ни фали на сите. Помалку да се коментира, повеќе да се работи. Така. Ви благодарам што бевте мои гости, ви посакувам нови успеси во блиска иднина. Вам, почитувани гледачи, ви благодарам за вниманието. Останете и натаму со програмата на 1 ТВ. Пријатно.